Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во подкастот Јади Бурек. Го емитуваме на ТВ Соце, го емитуваме на Facebook, на YouTube, малце не ни фаќа. GPS-от овдека нешто Елон Маск откако дојде почна да ни плетка со сателитите, не се. Вечерва имаме гостин, мојот драг пријател Ӡов. Ӡов, кај си бе, Ӡов бе? Кај си бе, Ӡов? Добро бе, измеѓу две гледања книга пишеш. Ја те мислам по кафани, у Амстердам црвени фенери. Ова нешто пари правиш. Он ти у поткровје пишеш. А само Јелена Бачич Олимпич поише од мене, пишува Србинка ова што е. Не знам. 6 месеца, ама тоа најшо ние укоричени љубавни романчиња. Он е био преплану од сунца, нели? Ние имаме еден таков, Драган Таневски, не е таков, он таков. Не до толку, не. Не е до толку. Немој се, Драган, молим те да ми го чачкаш. Пријател ми е, ја знам дека ти е, Он е целиот такви љубавен пак патос. каубојски пишуваш он романчиња, не знам дали знаеш, со каубојци индијанци. Рото, романи, тие, вестен, тие беа супер, Лун. Да, крај поночи. Крај поночи, лелелеле, све памтиме. Колку сме стари, Ӡов. Многу. Ке правиме реминисценција кај ке иде, а емисијата ќе ја започнеме со твојот најнов проект, а тоа е Сирма Војвода или И јас сум Сирма, новата книга која пред некој ден доживеа промоција. Па повели, презентираја пред нашата публика, вашата целата публика, за што се работи, каква книга. Па, види, јас секогаш овдека најексклузивни ствари сум кажал, што на ниједно место тоа не знаеш, така да ти ја ги чувам за тебе. Прво сакам да ти изразам една неверојатна благодарност за све у животот што имаш направено за мене. Значи, ова не е патетика, ова не е скромност, ова она. Значи, ти помогна уште првиот мој сериозен проект за Тито, мојот предпоследен херој. Го промовиравме овде на голема врата и го повикавме духот да дојде дека на Тито и од тогаш тргна мојата кариера. И затоа мислам, овде има една мала благодарница, пишува за Јанко Јади Бурек, за многу работи што ти си ми помогнал. Значи, не само промовирање, значи си ме навлекувал, си ми е утепал тремата, првите 2-3 доаѓања, нели? И сега, уствари, на промоцијата весница кажа, вика, Ӡов има кај Јанко поишидено него Сашко Коцев кај Жари 1 на 1, вика. Така да, ова е за тебе. Дома си урамиш негде или у подрум тамо кај што, нели, кај што менјаш гуми. Создавањето на сагата за Сирма, таму има за окружи. Деисторизација на историјата, откривањето на нашите херои, премовирањето на читањето, учество во хуманитарните акции, помошта во прочитањето на романот, поддршка за промотивните кампањи за окружи е еден од сите ги заокружува. Фала. Благодарам. Не викам она македонското не си требал. Напротив, ме направи среќен, ме направи горд и скромен. Не можам да глумам дека ми е стварно малце морници, ежење, емоции и така натаму. Фала ти многу за честа и почита, но дозволи ми јас да ти вратам вис верса. Јас сум душек на надувување. Кај ќе возиш? Која брзина? Како ќе веслаш? Се е твое. Значи, све што си направил, сам си направил. Моје било само да ти оставам простор. Толку е мојата супермоќ. Ништо друго. И затоа стварно нема потреба никој да се заблагодарува, бидејќи И не е така, Јанко, затоа што го имаш во тебе, ја не можам да го извадам. Тоа ти го вадиш. Да, ја ти можам го само да ти нешто да ќе се оддалечиме од темава. Ако? Него сега ти кажам дека ја кога на ниједна телевизија немав пристап, аксес у тоа време. Видиш, ти ми беше Ти немаше пристап. Немав, затоа што едноставно види, ти ми направи прозорец кон светот, во светот на литературата. И тоа што всеки ти кажам. О, Боже. Ама види, ај размисли убаво, у која телевизија има редакција за културна програма, например. У која не постои, значи, ниво националните.
Втора работа, кај можеш да гостуваш, ти кажи ми на другиве телевизии, утринска, кај што ќе ме гледаат баби и дедовци. Значи немаш нормален термин кај што можеш нормален гостин да имаш. Ти знаеш колку гости, сега ти кажам ти колку гости си имал во животот. 1200, така? Така. Па кој може со тоа да се пофали? За 25 години па и не е нешто страшно, иначе Ајде. што ми е работа Добро, мене. добро. Па добро сервисеров што да каже Лазе Цилац. Добро, ајде да се вратиме на темава сега. Слушај, Да, ноемврие има вируси, пиеме чај сега, добро, така ајде. што Добро. мора чај, ово е со травки такви специјални Добро. за дезинфекција, за мешето Добро. и пред да почнеме да дознаеме, ајде со чај, Еве, живели, со јади бурек. да, јади бурек, живели да сме Живели, живи и да. здрави, шкотски бурек. Да. Па сега знаеш како тргна. Имаше, нели, џабе живиш у Скопје и Цепа и Сина има еден стварно планетарен успех, што викаме за македонската планета. Постигна огромни тиражи и кој дојде следнава да се пишува, уствари ја морам да пишувам секоја година. Значи, тоа не е зашто. Имам многу фоловери што ме купуваат. Мене да не ме купуваат, ја нема да пишувам. Ама нешко чекаат и не сакам да ги разочарам. Тоа е поривот. И сега така сме договорени со издавача Фарсламина, што застана позади мене уште пред 5 години, 2020, кога издадов првата книга под нивно лого. Ние секоја година, мислам, ја пишувам, оние издаваат секоја година. Ние сме договорени дека не може профит да прават ни они ни ја. Сите пари одат во добротворни цели, тоа претпоставам го знаат луѓево. Сме били најголеми донатори на СОС Детско село. Сега, например, еве ексклузивно ќе кажем у медиуми, уште не е објавено, дека во четвртокот дониравме игротека на детска клиника, горе у државна болница, цела игротека за болни ведечиња со многу книги, со столчиња, маси, направивме еден прекрасен објект, мини објект од средствата од Цепа и Сине. И после тоа, кој заврши таа епопеја со нели хумор, сатира и така натаму, пошто тие беа нели такви речници, двете книги, ајкам нешто посериозно напишеме. Прво ми беше идејата за љубовниот живот на Гоце Делчев да напишеме на многу убава сага, така убава, значи. Има таму приказ? И они ги собирам, ја знаеш како. И Знам кога му направи час по анатомија на Тито, не па за Гоце. Да, бе, Гоце. И сега што се деси умеѓу време, нели, некако ми кликна Сирма Војвода. Зашто? Прво, ова е роман, ама не е роман. Значи, како ти кажам, посебен жанр е, посебен формат. Тоа ни го викаат фрагментиран роман. И промотеркава и модераторкава на ивентов, значи, они така збореа за мене, ја не можев да запамтам. Ми се тресеше долната вилица од возбуда. Значи, толкува и кажа работи. Рецензентиве ме споредуваат со скопскија великани, што незаслужено, мислам. Ама направив нешто што прво направив феминистички роман. Значи, жената ја поставив таму кај што мислам дека треба. И тука се плетат многу приказни, интересни приказни. Сега пишувано е на модерен начин, а тоа е знаеш како е. Една приказна трае додека си увеќе по голема нужда, толку. Сега ако имаш нели запек, можеш и две приказни, али така ми е концепирана приказнава. Шубава, нежна споредба, вака емотивна, Да. епско-лирска, не сам, страшно и ти си. Нараторска. Добро. И сега што е муаветов? Муаветов е дека Сирма реално има преку 2000 и кусур години, толку е стара. Јас сум опатил околу 1500 години од незиниот живот. И она патува низ времето. Као Back to the Ти Future. правиш од реален лик фиктивна приказна за животот на Сирма. А види се, не само на животот на Сирма. Книга има многу слоеви. Слоевите, стварно, што би рекле енглезите, леери. Има многу пораки, милион пораки, измеѓу редови, уредови и така натаму. Има многу ликови. Например, у книгава Сирма иде кај Нострадамус да праша за Македонија, што ќе се деша.
па после иде у Келија помеѓу Мирчачев и Страшо Пинџур, измеѓу двајцата седи тука. Вакво нешто не се пишува Нема. на алкохол, ама на некои печурки Машрум. што земаше од оние Ги црвените измешав. со бели Ги точки. измешав таблетите. Ау, брат, ти си одлепил, ти завидувам. Не, и после најмногу интересна приказна е кога Сирма е секретарка на Данте Алигиери, началник уствари на чистилиштови, доаѓаат македонци тука наредени, да не ги именувам, ги има у книгава, нели? Ги соблака голи по чорапчиња, у казан, прво ги крчка, ги динста, по упечењара ги става душманиве македонски, предавнициве. Иначе, види, Сирма реално патува низ времето, некојаш е девојче, некојаш старица, некојаш е климактерична жена. Ме натера да отидам на Википедија пред ова. Сирма Војвода е историски лик и е најмлада и војвода е Ама, станата све на ќе ти кажам. 18 години. Мислам, На го 17, проучив да. тоа. И тоа е фантастично какви се цврсти сведоштвата за неа. Ама ги имам и и плюс тие. тоа не гине, таа живее 85 години, Така е. се мажи, има сопруг, има Знаменосецот е со... Знаменосецот, бајрактарот. Сега гледа, белешка за авторката, така пише, ако сум ја мушко, значи тука е приказната оригинална за Сирма. Значи тоа е истражување, тоа не е на Википедија, тоа е 10 реда, него ова е стварно на како ги коле, како ги тамани на тој еден Качачките Амзибек, бамби. да, гаќите му ги бута уста, нели, направил белја со една македонка, сега да не навлегувам. Значи има тука, види, фикција, секоја приказна има различен однос на фикција и нефикција. Значи негде е 90%, негде е 70%, негде е 20%. Меѓутоа све е со цел да Сирма ги покаже сите своји карактеристики, сите своји особини човечки, што се идентични на особините на Македонија. Значи тоа е пораката, реално. Проверуваш за Сирма сега на мобилен? Не, спотот само дали ми е префрлен чисто да го Ја да илустрирам. си зборам, така. Прво ја те слушам. Добро, бе, Ја добро. можам и да излезам и пак правам муавет. Така, Него да. ја не гледам у очи. Добро, окей. Да. И сега ми беше муаветов, кога тргнавме да го пишуваме ова, кој ја кажав идејава ке издавачот, им се бедне сама така резервирано малце, со дека не ги добија првите страници, а го чита многу брзо, го напишав реално, имав угла скоро цела прича. За на крај, на задњава страна, има QR код, овдека, Аха, не го видов тоа? да, тој QR код води на вебсајтот iasumsirma.mk. Го најдов тој. Да, кај што има и факт-чекинг, има рецензии кај да се купи книгата, затоа што, знаеш, прошлите две книги беа проследени со спотови, со аудио, со песни што ги напиша Цеки, и за Џабе живееш у Скопје, и за Цеки, Цеки? Зоран Рудан Цеки. Аха, сори. Нели, он ја напиша песмата и Џабе живееш у Скопје, 100.000 прегледи. Да. И цепај сине, и овој пат се одлучивме да имаме вебсайт, тоест прв пат книга у Македонија да е Ево го проследена. вебсајтот. Да. Само скролни надоле, не бе само се скроглаш, се шетаат тие горе, и како интересно. Лудница, види. Да, да. И има тука све, од содржина, од факт-чекинг, еве ги приказните. Значи, само прочитај ги насловите, нема шанси да не ја купиш книгата. Значи, само ова да се прочита и толку. Туѓината пуста да остане, драмолетка на две сцени, ја земи ножето, распарај срцето, грофот Монте Кристо од Маџар Мало, револуцијата ги јаде своите чеда, Маромори, Младо Ибе, Георги Јацев, Страшо Димитров, православниот Реџеп, Херојот и двајцата предавници и така натаму и така И така натаму. натаму, да. Сакаш ли уствари ти да пишуваш македонска приказна преку лик со додадени фикции да кажеш како не доживуваш, ја доживуваш, се доживуваш? еден од лерите е тоа. Меѓутоа, овде има приказни, првите едно 15 приказни, од кои сигурно 10 се непознати за нашите овие читатели, или, значи, не ја познаваме ние својата историја. Плюс, нели, јас стално викам дека историја не е екзактна наука,
што не лажеле нас. И комунистите, и некомунистите. Овде, знаеш како, овде едноставно некои луѓе што ние сме ги закопале, сега ја ги воскреснувам и обратно. Имам такви ликови, и едни и други. Имам стварно прекрасни приказни, кај што, нели, стварам херои. И, знаеш како, неколку луѓе што ја прочитаа више книгава од образованиот сектор. Например, сега ме кидам у Корчаген, да кажеме следнава недела, да работам со учениците. Значи, они сакаат оваа книга лектира да ја направат. Зашто дека пишува, нели, поднасловот на книгата. На страна его, голема работа е, некој да ти ке речеш Да, да. двајца од Но дали Корчаген. ти мислиш дека треба да биде лектира? Па види, сега, ова е моја лична перцепција на одредени приказни. Своја искрена ме интересира. Па види, ако може... Дали ова би го дал види, сега, на твој внук види, да го чита? Сега, види, ако ние го даваме Малиот принц, Кој е прекрасен. Кој е Апсолутно. прекрасен, меѓутоа авторот бил на халуцинирачки субстанции кога го пишувал. Ја не сум бил. Ја може ракија сум испил, али не сум бил. Зашто таму змијата била поголема од слонот бил помал од глувче. Значи, сваѓај, таму се пореметува детето кој го чита тоа. Аха. Видиш? Сепак ова е модерен пристап. Немаш ти да ги, знаеш како, треба и авториве да ги пратат светскиве текови, движења, како што се пишува, на кој начин се пишува. Ја пратам тоа. Ама нашиве, македонски автори, нели они сакаат да филозофираат, тоа нели у една страна 400 придавки, па никој да не може да ги разбере. Значи, они се оддалечуваат од читателот. Сметаш ли дека е комуникативна и за млада генерација? Ја пишував за луѓе од 20 години. Значи, Браво. дента кој седнав да пишувам, викам, сега ќе пишувам за човече од 20 години може све да разбере. Така. Зов, знаеш, не ќе одма да ти контрирам, сега ќе ти контрирам. Паметно. Ти паметно. И да си чутиш, да не јадеш многу бомбари. Тебе не ти почна кариера со мене. Тебе ти почна да тибам штркот. Да, ама тоа беше обид. Која година? 2008 е тоа. 2008. Да. И како помина? Тоа е страшно помина, 150.000 даунлода, ама тоа Значи, беше... не може тоа да биде обид со 150.000 даунлоди. Колку книги се продаде? 2 тиража, ама после не ги штампавме затоа што и решивме да идат бесплатно на даунлод. Тоа е. После направи верзија 2.0. Да, Торонто Експрес. Торонто Експрес. Па се направи театарска представа. Па се направи театарска представа. Колку имаше? 3 години си игра и ќе си игра. Уште се игра. Да, уште и ќе си игра уште. Дали е посетена? Нема карта. Тоа па добро, сега не ме провоцира, вака непријатно. А зошто е непријатно? Што те Па, провоцира? сега, ја од тоа време сум, нели, уште со така. Не, сакам да кажам дека не почна ти 2020 година. Ти овој порив го добро. имаш уште одамна уште од М Експрес. од М Експрес. Што пишуваш у М Експрес? Дека НЛО доаѓале, слетувале позади водно. позади водно, да. Тука слета. И знаеш како, ја пишувам, мора народот што сака да чита. И знаеш, и кога ќе ме прашат која ти е публиката, мене ми е публиката луѓе што не читаат книги. Знаеш, зашто ја ако пишувам за луѓе што читаат книги, треба да штампам 50 комада или 100. Сваќаш? Па тоа е тајната. И сега нормално дека со теков на време ова не... Да, ма не си, знаеш, не штампаш шунт, не штампаш, не објавуваш шунт, твоево не е шунт. Не, но ова апсолутно не е. Не е ова, и претходните не е. Мислам, Торонто Експрес, која е добар апгрейд, и мислам дека дури и подобар апгрейд од Тибам Штркот, идејата на Тибам Штркот е страшно јасна. Мене ми е жал што, ама ете, ја само бендисано ќе речем, ја првте едините проклјувив за Да. Торонто Експрес. Да, Дека ти го тоа е- кажа тоа. На Да, промоцијата го кажав беше на промоцијата. Промотор Сите беше. вицои сваќа, луѓе, ова е за плачење, бе, што зборите? Да. Ти можеш да се смееш, ама ова е за плачење. Дали сте свесни дека кога ја читаш Торонто Експрес, у какви гомна стоиш и седиш и што си направил ти со твојата земја и твојата околина?
И гледај сега човек иде таму и ти опишува како е утопија. Да, знаеш што, ти може си заборал што кажа на промоција, памтам ти кажа и представата после, од дома ако се спремиш да се смееш, ќе се смееш, а од дома ако решиш да плачеш. Зависи со кој очи ја гледаш, тоа е. Не знам дали сум го рекол. Си го рекол. Ама, мислам, многу интуитивно ми дојде, многу непосредно. Така да, си писател, си сериозен писател, и мислам дека допрва стварно треба да штанцаш, зависно од твојата инспирација. И едва и чекам да ја прочитам книгава, затоа што твоето летање помеѓу фикција, реалност и факти феномен, значи нема споредба. Например, Тито, мојот последен херој, тоа е една од погледаните емисии. Да. Ти честитам, тоа нема врска со мене. Тоа е толку беше ти брилјантен и инспиративен. Самиот начин како ги извади ликовите кои историски се точни, дека таа била многу убава, ово е имал утепано, она се утепале од секс, правеле ово, она. Ама така убаво човечки си ги сватил работите, затоа што тој не бил бог, бил човек со сите мераци. Знаеме како е мерка Софија Лорен. Мислам, све човек каже еден поглед и ќе го прочиташ. Но начинот како ти тоа го склопи е, а не е ни... Значи, она што кај тебе ми се допаѓа, прво, не е кич, а не е ни патетика. Точно идеш малце Blade Runner, као Roxy Music. Нити сериозен она прогресивен рок, нити она да идеш поп шлагер. Тука некаде си. Нити верувам дека тоа го правиш за публика, бидејќи да го правиш за публика треба да заработуваш пари. Ова го правиш затоа што така сакаш. Тоа е мој поглед и на работите, на нештава, на светот, така, тоа е мојот поглед. Едноставно. Ја дека сум се внел себе си. Овде луѓе што ме знаат, читаат, ми ги фаќаат сите фори, знаеш. Ова ми ти се десило и од секојдневен живот и од све, ама така еден убав микс е направен. Овде има 3 уствари чаптери, поглавја по нашки кажано, у кое што едно е ултра хардкор историско, кај што нема заебанција. Значи кај што Јане Сандански како е убиен, што се деша, Петар Чаулев атентатот у Венеција, значи све драма. Ама стварно драма, направени драма. Ја викам, значи, ако не се расплачеш до 100-та страна, земи утепај се. Зошто би се расплакал? Значи, не знаеш какви приказни има. Не, жена ми, србинка, што емоции кај Срби, знаеш, не постојат. Кога она се расплаче, како не постои? Нема у Србија, нема. Абе, пушти... Нема. Значи, психолози, упатства за употреба и плачење нема у Србија. Пушти фарма да видиш емоции. Се заклаа од емоции. Да. Не, значи, така е. После имаме едно поглавје за општествени уредувања, споредби, ама интересни. Значи, Сирма у Градинка е, заедно со Хрисула и Гергана. Заедно седат. Која се Хрисула и Гергана? Хрисула, која може да биде Гркиња. Гергана ти е бугарка. Добро, и они заедно си седат. И Мердита била тука после. И они си играат у песен. Значи, има такви причи. Добар. И после има едно крещендо. Значи, тоа е Тарантино. Ти знам дека го обожаваш. Како не? Ти ќе паднеш у несвест на тие причи кај што се дешаваат у блиска иднина 2043 која Македонија ќе влезе у ЕУ. Има овде театарска представа? Види, многу луѓе од овие што прочитаа рекоа дека има подлога и за театар и за филм, ама ја искрено би сакал, тоа и Иван Бечковиќ го прочита меѓу редови, дека ова е за стрип измислено. Ова е за стрип, зашто сите овие приказни се преточат у стрипови, како ти кажам, види, мора се врати тоа. Знаеш, која правиме муавет, ние не читаат младиве, дремат по социјални мрежи, ама тоа, значи, кај нас изгубен стрипот, знаеш и сам тоа уште многу одавна, ти си мераклија на стрипови. Ја би ги вратил прво со стрип, второ, знаеш, тоа широк фронт треба, државен, национален. Зашто, знаеш како, најдобрев мој другар вика, брат, кој читаш книгава,
сваќаш дека ние сме народ со посебни потреби. Знаеш, многу е заебано тие збори да ги кажеш, поготово од кој умре Меточе Преганов, што беше диагностичар на македонскиот народ. Он секоја година даваше диагноза, знаеш, што му фали, што се деша, некоја терапија треба све, умре човекот, немаме више диагностичар. И сега тоа тешки зборови се стварно, ама знаеш како, ова е обид да не бидеме со посебни потреби, затоа што, знаеш како, ние сме заборавили историјата. Значи имаме една историја после воена, една сега, една античка, една ваква, една таква. Реално треба да си градиме наша историја, наши јунаци, херои, да ги измислуеме, па макар и од терористи, не викам се Аце Циганов да биде херој. Меѓутоа, имаме ние херои многу, све сме ги утепале. Значи, све се утепани. Прашајте македонец, кој е херој, Гоце Делчев толку, здраво. Никој не знае Сирма дека е 100 години пред Гоце Делчев. Значи, тачно 100 години. И каков опасен мадафакар бил. Тоа, На 18 години. Абе, страшно. На 18 значи, години. победуе кога се собираат едуциве. Пази, а едуциве, кога ја виделе, кога им се докажала, рекле, оваа ќе биде војвода. Не ова, Овој. Она било Да, облечено. како мажко облечено. Тоа е македонската Јованка Орлеанка. Така е. И она победила у 3 дисциплини. Мулан. Да бе, Мулан. Мулан, Јованка Орлеанка. Тачно, Мулан. Тоа е. Издиши малце, да дезинфицираме грлово, вируси, грипови и така натаму. Добро. Кој е бендот што го отсвири ова? Зав? Види, има така чудно име, ние си го викаме Сирма Рок-н-рол бенд, иначе се викаат Малинов Special Selection. Луѓето се од... Кој деликатесна продавница. Да. Свират негдека, ги имали, И имаат свират ли низ негде? цела Македонија, не се од Скопје, од Кочани се. Али му викаш, дај, може ли да ми отпееш Селин Дион? Пее Селин Дион, боле од Селин Дион. Така ли? Да. Саш од Бетовен да ти отсвират нешто, од Бетовен ти свират. Така е. Значи, Не може на Карлеуше, мене да не налетат. Ќе му речам од Орбитал втората и од Афекс син, молим те. добро, не претери се, не претери. Претери. Се шала. А иначе бендот е Страва и оваа песна ја направија за, што знам, може максимум една недела, у оваков аранжман. И ова е отсвирено во Ова е живот на ужива на промоцијата. самата промоција. Плачеа Така. луѓе, се бесеа, мислам, многу беше моќна. У 7 Што ви е бе ова бе? Све Не ги знам, го такви шиве, све стануваме. на Не бе, плачење. тоа види, со годините иде. Нормално е, бе, за мене тоа све нормално. Жене ме ти каже, ја еднаш неделно морам. Филм, Што? тоа одма вака, река. Бог да. Ја порука ќе ми пратат некоја емотивна, готово, мислам. Што ја ти кажа, ама И викаат дека луѓе ко мене и тебе што плачеле пократко живее. не, обратно. Така се тешам ја. Добро, онда нема да ти гуглам. да не се утепаме у поим, пошто и јас сум исти како тебе. Кога се фатив за реклама за прашок за перење, мајко моја. Океј, она што сакам да го пуштиме сега, режија, дали имаш звук од мојот компјутер? Има. Океј, ајде да го видиме ова и да го искоментираме. Пушти го. И сега нормално е логично која е Глумица. актеркава која нели се појавува како Сирма. Добро прашање. И знаеш дека светов иде напред, знам дека пратиш ова све што се деша.
Значи, оваа глумица, условно кажеме, нели, у наводници, е креирана со вештачка интелигенција и целото видео, незините движења, незиното трепкање со очи, со цвето е креирано со вештачка интелигенција. Имаме уште едно видео за дружината на Сирма, кај што се 10 жени, сите различни, со пушки, со раки. Многу ми е мило што имате видео. Да. Сигурно дома го чуваш на балкон за зимница, нели? Не е тоа за оваа емисија да го покажеме, Да. таман работа. Фино, Па, добро. чувај го. Молим те, Да, немој. Не, сега глупо е, Ладно е, не глупо е, вади да, сега добро. киселото, пошто ако беше за вадење, до сега ќе ми го даеш. Добро, тоа се експерименти. Значи, сега да ти кажем каква е ситуација. А што е ова? Ова е за полицер. Па и ова ти е експеримент, уживаш у тоа што го правиш. Не ме зафркавај. Точно. Да се навратам на ова. Значи, отиден стварно многу. Ја лани бев, може, пионер у светски рамки, кај што направив песна спот. Значи, пред години нешто, на Цепај сине, целиот спот е со вештачка интелигенција направен, видеото за спотот, значи. Јанку! Шо е? У кадар си уживо иде. А? Ми се допаѓа и ова. Букмаркче. Знаеш што, почна ова и овие книжариве модерни како доаѓаат, мислам, и се објавуваат. Тоа ми е стварно нејасно. Сите викаат луѓево не читаат и стварно прашувам не читаат, а тиражи феноменални и светски промоции и обвивки со сите салтанати, книжарница, стварно кога ќе отидеш у било која е фул око да ти се наполни не само од книги, туку и детали разни филмски. Сега играчки глупости, Да, почна, да. игри, свашта. Еден саат да поминеш таму, ништо да не купиш онака. Види, у овие две-три што се најдобри, убаво и кафе да се напиеш. Да. Многу убаво е, многу пријатна атмосфера и све. Значи, Книжарница МК, така ли се? литература, Литература МК, да. Ги има во Сити Мол и во Даймонд. Даймонд, да. Изворедно, уживам таму да, да. тоа е. Мислам, затоа што памтам, Зовко ќе отидев у Обединето кралство, у Лондон, у такви Да, од сабајле до вечер си од седев. сабајле до вечер Си и живеев продавниците Исто. за плочи и CD и у ова. Да, знам. И у ова. Исто, А помеѓу Макдоналдс, јасно. Кажи ми, 5 книги имаш издадено, така? Не, 7, 5 Седум. со Арсламина, значи со овој издавач имам 5, иначе имам и предходно, нели, Тибам Штркот и Да. некогаш некаде. Колку ти е вкупна цифра И ова е многу јако. на книги? Не знам, види, ти то отидеш 6-7 негде, мислам. Не едно по едно, него збирно. Што знам, околу Лупни цифра. 30.000 може. 30.000. Да. 30.000 е респектабилна цифра за тебе? Иди у Македонија, реално се печатат 300 до 500, на промоција се делат 50 до 100, на авторот му се даваат 50, идат у продажба, се продаваат 100, од тие 100 10 се читаат, 90 се чекаат да се прочитаат некогаш. Значи, тажното. Тоа е, мислам, тугата. Во Југославија во најтоп времето на читање на книги и купување 80-ти години, Поларис со СФ, Кентаур библиотеката на Зоран Живковиќ, која беше една од најчитаните на сите времења, максималниот тираж на едно издание беше 5000 овакви. И ние викавме што е ова малце за Неле цела Карајлич 100.000 има продаено. Како да ти кажам? Кажи ми интересира, кога некој ќе продаде олку книги, кои не се, да речам, во жанрот на оние турбо, фолк или ефтина работа и така натаму. Сепак е ова писателска работа, имаш писателски пристап и луѓе кои се стручни, кои те фалат, кои ти ги прават рецензиите, односот спрема нивни и нивните рецензии, нивните кажувања, говорат дека ти си навистина стварно полнокрвен писател, но не си во друштвото на писателите. Или си? Тоа ме интересира. Не сум. Не си? Не сум.
Види, има некои спорадични обиди да ме поканат, Добро? ама има некој резистанс таму, некој отпор, као Како Рене. те разбирам? Да, има некој Како што ја не сум, Удружение новинари. да, Гледаш пошто како не се- сум бил новинар. Да, не си бил 40 години, не си бил ни еден ден, нели? Иди, ова е многу лошо е тоа. Имав другар еден ми вика... Чекај, уште едно прашање, Ајде. за да има контекст Ајде. во сеткупно. Дали некој од друштвото на писателите, на ваков настан, кај што стварно се промовира читањето на книги, Така е. има дојдено на твоја промоција, те има нешто или, не знам, Види, тужна прича о Керуши и 7 мали кучиња. немој Есенина, молим те. Што се дешава пред известно време, другар еден што не чита, нели, пошто ретки се што читаат, ми вика, Дорове Зов, вика, ти гарант продаваш колку сите писатели од друштво на писатели заедно. А викам, не сум ја член таму. Како ме не си член? Не сум, викам, имаше обиди. Не, еднаш ми кажа, донеси 2 книги да оцениме дали си ти подобен. Однесов 2 книги, уредно. И ништо ги нема 2 месеца. И викам, се јавам кај председникот, викам, Доро, сега подобен сум или не сум подобен? Не, вика, не си подобен. Зошто не си подобен? Тоа не било у рангот на величините. Знаеш како, Друженијето на писатели ја го пратам, значи со години, Ова- Друштво на писатели, ДПМ. Ајде, да искаш. Значи го пратам 15 години секој, сигурно, со сите председатели. Форуми, дури и Фондацијата Македоника, нели, што ја направивме со неколку ентузијасти. Заборавив. Фондација Македоника, Да. онлайн библиотека, Така. кај мене ја промовиравме, Така кај е. незе. Со Кај неколку мене ја ентузијасти промовиравме заедно. онлайн бесплатни книги Книги, за уште до читање, ден денес. лектири, Све. класици македонски и се е тоа твоја заслуга, без пари. Па добро, неколку души бевме, ајде да кажа, и сега гледа што се Постои дешава. уште Македоника, бак? Постои. Збори се. Ама не, Збори добро. се. И сега слушај што се дешава. Он ме прашува тиражи ово, ја немам никаков анимозитет према нив. Значи, како ти кажам, ги сакам, какви се, такви се. Они се као еден пленум на Сојуз на комунисти на Македонија, одма после информбирото, на маргините на тој пленум. Па добро, си и ти си прават комуњарат муабети. и тој ист. Нема врска, јас сум... Ај, Те бушам. Нема веза. И сега, они, не знам шо, пази, уредно поканети. И на Facebook, и на Viber. Уредно поканети. Председнико, писатели со кои су имал комуникација, контакти, да? Значи, ниеден не дојде на промоција, ниеден не ми честиташе. Значи да каже, браво, Зов, што направи? Ја не го правам ова за мене. Ја правам за млада публика, правам за луѓево што се таму. Значи, ходо чашче ова ја што го правам. Преклан имаше 600 и нешто души, лани имаше 900 и нешто души, на промоција се имаше 1200 души. Значи, ја таму луѓето не ги познавам. Они доаѓаат, зашто има енергија. Веруjem, ја мислам глупо ја сега да ги читам сите пораки што ги добивам, меѓутоа тоа ми дава таква еден буст, една мотивација. Ма не треба да ги А- читаш а книгите писателиве- кога ги читаме реакциите нивни јавни. Ама види, Добро. еден да се јавеше да каже, види, браво, свака час, супер направи, одлично, од ивентот, од промоција. Пази, ја и Арсламина ги правиме најголемите промоции на Балканот. Не постои на Балканот, може и у Европа. Промоција на книга кај што има илјадници луѓе. Не постои тоа. Не се десило. Знаеш ли како изгледаат промоциите на книги на одредените писатели? Значи, тоа ти е еден мал парастос. 8 души седат Погреб. раштркани, за да изгледа дека се 12, толку така раштркани седат, и еден со тужна фаца чита одломци од книгава, и другиве така замислено интелектуално гледаат и ракоплескаат. На тоа се сведува промоцијата. Тажно е.
Па добро, тоа е модерен стил, како што се промовираат книги, дури би требало, по мене, него ни правиш кој што треба, потполно. Една промоција и те нема после, плачеш по цел ден со жена ти, тоа емоции, леле, колку ми испофали ова. Треба да имаш турнеја по сите градови, да отидеш шоу програма да се направи со бендот, да ова, да А не она. можам, работам Јанко, ја не сум... Што работиш, бе, жити? Како бе, што работам? Не знам што работиш. Ја работам у фирма со 12.000 вработени. Што фирма е тоа? Аристократ. Што е тоа? Најголема фирма на земјината топка за гейминг. За гейминг. Да. И камо спонзорство би си? Па немам ја таму. Блокета. Па ете, тоа Ова 150 блокета. денара штампа. 150 евра бе, да му се не. 150 денара рамката, 300 денара. Тоа е укупно толку е. Ма работам. Пази, ова ми е хоби. И жена ми плюс знаеш како, ме кастри. Не сум имал време за незе. Па скришно пишувам, па ова, па она, па да станувам рано. Па фино што те Ама касти. нема везе, да се навратам на ова. Значи, знаеш како, од тоа си патиме, од главата си патиме. Значи, да не можеш да се израдуваш на туѓ успех. Значи, тоа не уништи нас. Веруј ми. Затоа што, знаеш како, ти земи на селјачки на емисии на РТС што се шареница. Абе, тие се пуни со позитивни вести. Кажи ми ти една емисија во Македонија што има позитивни вести. Па никој не ќе да чита бе кај Чекај, нас. не бе нека гледа, еве, не мора да чита. Ма не гледа. Абе, еве, пушта на телевизор, и што имаш, кажи ми. Добро, везилка. Тоа везилка ли се викаше? Везилка е таа најпозитивна едина на Таа Да, со народњаци. Ајде. Ама Не, не е шум. најпозитивна е она, Да. кажи ја, шокуваше бе, Адријана Лачки. Тоа ти е едина позитивна. Едина позитивна емисија у македонскиот театар. Све друго е, значи, како да ти кажам? Сплачина. Сплачина. Ама не. Направи позитивна, успеал човекот тој, сега што загина, кој падна на стрештица во Нови Сад. Јадниот македонецот. Сега Тоа. дознавме кој што е. 100 пати покушал тука, 100 пати го попушил, отиде таму, успеа. Знаеш, ние немаме култ да ги вели, да ствараме херои. Ја ти гарантирам, земи со камерава, утре со Баже по улица, направете анкета на кого сакаш, 100-200 души. Ти дал си нормален. Прашај. Да излезам ја на улица. Добро бе, не ти, Ама ајде, бе, прати бе. некој. Да ајде, бе. Овој се протестира таму. Нема чека, нема ни. Не бе, прашај кој е најпродаван автор у Македонија. Еден, ако каже име, презиме, значи одма го лија му бронза, човекот. Као Харисон Форд у Star Wars. Добро, ама не, ти кажем, ние немаме култ, бе. Ти знаеш ли што прават околниве држави? Слушај, Ама на запад. Долга приказна. Зошто долга приказна? Многу е кратка приказната и многу е јасна. Елон Маск е еден од најбогатите, Джеф Безос е еден од најбогатите луѓе на свет. У Америка што се они? Омразени или почитувани? Почитувани. Па добро. Ние кој е почитуван у Македонија, кажи еден? Кажи, значи секој што успеал у Македонија, тој е крадец, тој е лопов, тој тие е... се Али рол никој е модели. бирократче, партиско, ово, она. Кој е? Бранко Црвенковски, тоа е величина, ба, тоа е ова, Ама тоа не, е он. се дека се поистоветуваме со политичари, Ене знаеш ти го, викам, Орце Камчев. Све сам си направи. Едно од најомразени личности у Македонија. Зашто? Кампања хейт, овој му ја купува кампањата. Затоа што македонец гледа вести. Проблемот со македонец е што гледа вести у 7, 7,5 и 8. да. Тоа е проблем. И се додека гледа вести и се информира, он стекнува мнение и мислење за општеството од вести. Вестите на македонските медиуми е најлажната работа. Тоа е најпреварантска. Бидејќи медиумите од што живеат? Од пари, од партии. Па не, еве, Агенда. сега ќе ти У кажам. таа агенда никогаш не се ставени луѓе кои се успешни, туку луѓе кои се партиски. Тачно. Сега ќе ти кажам за вестите. Дента кој беше промоцијава, нели, утре дента, најави портали овона. И гледам вести, сите ги гледам 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, нели, за да видам нешто да кажат зашто мојава промоција беше елементарна непогода. Беше земјотрес. Значи, веруј ми, ќе го гледаме видеото следниот пат. И сега, пази,
чекам вести, имаше прилог како протекува МНТ. Нели, таванот, подстрана. 15 минути збореа за ружните ствари на МНТ, како вие го зезнале, како вие не го направиле, како вие ги украле, значи све тоа. Дора не можеше се каже дека у 10 секунди дека се случи најголемата промоција, кај што сите пари идат у добротворни цели и дека читањето се враќа на голема врата. Немаше некој доблес тоа да го каже? Кажи ми. Или ја не сум за утрински програми, ме викаат, неќам да Се јавил министерот за култура, министерката претhodна сега. Може и не се јавил, ама тоа е агендата. Џони, да дојдеше министерот за култура кај тебе, да видиш. Мислиш ки имаше? Немаше. Што да мислам, знам бе, човече. Не бе, не. Абе, јас сум бил на телевизија у медиум, кај што буквално сум ги гледал тие работи како се дешаваат. Или отворени телефони. Вечерва ќе имаме таа тема. Добро. Јавујте се. Не моите телефони. Моите телефони што се новија, блокирани, се вади трета линија. Ја тоа не го гледам, не го знам, на пауза, на мочење ги фаќам. Кој ви е овој телефон? Јанко, продужи. Дави го таму питонот и не прашуј многу, не јади бурек. Како завршив ја? Ја не си отидов сам од претходната телевизија. Шут карта, многу ми знае пилето, сам терам. Добро, голема тема е ова, али ти си оптимиста, ја не сум. Ама ајде, си викаш за 200 години. Ја не сум оптимиста за мене. Ти викаш за 200 години, добро, заборавив. За 100 години 150, добро. Работите ќе видат многу поинакви. Ќе видиш кој ќе направиме македонска колонија на Марс со Елон Маск. Тоа ќе биде. Тоа ќе биде. Добро ти се, ќе уживаш у книгава со теорија. теорија. Апсолутно. Да, само да повторам дека ова е лектира, историска читанка и оче наш на секој македонец. Многу е важно ова. Што ќе правиш со писателиве друштво? Тажно. Знаеш, си седам дома, си викам дали ги избришам од мојот живот, ама жал ми е. Жал ми е. Сакам да им помогнам. Звучи вака арогантно, али еве сега понудив на председателот и покрај тоа што нели не сум бил нели подобен, викам слушај председниче, ги знам медиуми во државата да направиме еден прилог, нек иде 2 пати неделно на национална телевизија, на МРТВ, сите издавачи да имаат свое место, да промовираат по една книга со осврт, да се поттикне читање, издавачиве се умрени и така натаму. Така еден придонес викам. Ја ќе го организирам ова, ја ќе бидам продуцент, ја ќе ги договорам МРТВ, јас све. Одговорот беше, тоа голем проект е многу тоа. Им понудив на сите кога бев собственик. Нема пари без за него, дали разбираш, Џони? Добро, не сакам тоа. Добро, не. Да коментирам. Аба чекај сега, како викаш ти, има работа, па и он има работа. Сега ќе се занимава со промоција на... И слушај, кога бев собственик на Клип Медија група со порталиве, нели? Така? Им дадов на сите издавачки куќи неограничено право, не само тоа, да се рекламираат на Грит, на Макфакс, на Ајден, на ситови Репортер, Топспорт. Бесплатна реклама, дајте ги книгите да пуштиме линкови до ова, пиар и све. Никој ништо не прати. За гратис ти кажам. Тоа е, ама... Беше едно време најпопуларна емисија Јади бурек, како не се лажам. Едно добри 10 години. Така. Без... Така? Значи, ни сове за радиодифузија, ништо. Горнава камера ја гледаш? Да. Ја знам. Зошто беше она? За вестници? Да, бе, да. И една работа. Кој не памти, очигледно не ти дошло така пред очи, али ја го имам кажено, па сигурно барем 1000 пати во емисија. Во емисија може да се промовира се и се што, но книга во секое време и бесплатно. Браво. Дали книга или гостување, добре дојдене. Дали мислиш дека еден издавач ме има покането, испратено книга или било што? Џордан Питерсон 2 години го зборев во емисија да се објави кај нас. Се објави
ја 2 пати по 2 изданија. Бесплатно ја промовирав книгата овде. Книгата за Доналд Трамп и така натаму. Неколку книги што странство беа хитови и сметав дека треба да се читат. Јас сум ги промовирал овде. Кога ги издаваат, не ми ни понуде. Сам ги купував книгите. Ги купував и ги. Дури и твоеве. Искрено да ти кажам. Знаеш колку книги имам купено од кај нив? И то книги кои ги издаваат откако, може би не по мене, ама ете се случува. Сметам дека оваа книга треба да е. И појма немам кој ќе објави. Дали литература МК, дали Арсламина, дали Ѓурѓа, дали овој, дали... Ѓурѓа една книга ми поклони, кога ја објави книгата Mein Kampf за Хитлер. Таа ми ја поклонија, ја објавив овде и рип на евреите ми се јави во емисија, ке нема врска. Така што потполно те разбирам и кај нас тоа, како да кажам, јас сум се јавувал по овие издавачи за да имаме соработка. Еднаш месечно, било кој од вас да дојде. Што се планира, што е издадено овдека една емисија, ништо за возврат. Ништо за возврат. Како јас си доаѓам 5 години 5 пати кај тебе. Значи јас си доаѓам. Никој не доаѓа. Добро. Зашто? Затоа што и јас сум неподобен. Дали разбираш? Па не знам сега, да? Знаеш, мојата теза за мене ми е дека луѓето мразат слободни луѓе, бидејќи слободен човек збори слободно, а слободното звучи малце вулгарно. Бидејќи робот збори спрема тоа како господарот му ги поставя, знаеш. И тоа го вика култура, културно однесување. Јас сум поише за слобода и слободно однесување, одошто културно. Сирма е синоним на македонците за слободна Македонија. Точно. Слобода, не здравје, не добродет, не благодет. Слобода. И да се вратиме на литературава. Па литературата е слобода. Слобода на читање, слобода на избор. Орвел, 84-та. Па сега имам, сега да најавам, ајде и тоа да најавам. Што да најавиш? Сега ќе ти кажам, правам македонски 84-та, басна, како што е Животинска фарма, ја почнав. Имаше 2 причи за оваа книга, ми ги избација, уредничката рече. Памет. Ке правиме, вика, Животинска фарма. Браво. А Лали вера на уредничката. Да, одма ми ги избаци. Каде викам, зашто ми ги избаци? Имаше за Сибирскиот тигар, за Шарко. Офалија, како се вика господјата? Татјана. Татјана? Димовска. Респект. Почитувам такви ликови. Многу ми се... Тоа е инстинкт, тоа е писмен човек. Одма вика правиме Животинска фарма. Браво. Да. Кога филм од ова ќе видиме? Театар, дрнјариња, иди, имало, немало, се разболел, каштал. Не, друга димензија е театар. Зошо? А видиш, за Торонто Експрес ме контактира од Србија една продукција, ама тоа остана на контакт. Они сака да преточат, као што изгубен македонец од Торонто, не да направат изгубен србин од Торонто. Супер. Супер, ја реков, нема проблем, ќе се снима вамо, тамо. Голема продукцијска куќа и остана на муавето, така. Сцената чекам босанецот Ламборџини како ќе го скоцка. Да, на преса. Значи, србите, боле и србите да го направат, они бар имаат хумор. Бидејќи ми нисмо анџели, ремек дел. Ја не знам Холивуд како... Ајде, ќе дочекаме. Иди, знаеш шо, сега и тајната таа, сега после овие 5 книги... А не тука приказни да ми продаваш стрип. Абе, каков стрип, бе? Филм, бе? Видео треба, бе? Филм. Абе, тоа не зависи од мене. Има продуценти, режисери. Човече, колку ќе кошта вештачка интелигенција да ја напише, да го направи филм? Ама не може сега, пак ќе ти кажам, за година, 2, 3. Не може сега. Рано е. Абе, тука сме. Шо, пишеш ли нешто во момент? Пишувам драма. Драма? За 7 души, да. 7 лика. Голема драма. Урнебесна. Ке дое вулканизерот Драчево. Што е тоа урнебесна драма? Урнебесна, значи... Пошто е драма, траорно, тешко... Не, драма имаш и комедија и трагедија, нели?
Ова е Не знам ја драма комедија. како не знаеш. Кој жанр е тоа? Па у драмски театар нема само трагедии. Али ова е нешто налик на кој сме биле ние деца, кои биле солунски патрди, нели, болва вуа. Значи, урнебесна, смешна, кај што може да дојде кој каса под драчево и да се подмоча од смеење. Значи, народна драма. Многу смешна, нормално. Дури ја ми кастинг некој у главата, кој што би играл. И терпео хумор? Како хумор е? Не. Види, као мојот хумор што цепај сине. Скопски, цепај сине. Да, типичен балкански хумор. Не зборам македонски, не зборам скопски. На гек, на што се ви или самата цело действие? Види, на гек е лесно да напишеш. Еден ќе дътка, сите ќе се смеат. Така. Или ќе се тресе ко... Да, или ќе опце, Тоа не. Ова ситуациите се. Ситуације, нема да биде водвил кај што, нели, ти гледаш као публика, а он не гледа глумецот тие трикчиња, тие малце ми е застарен тој тип. Али идеме на класична, ултра смешна драма. Нормално ќе има малци подзаплачување, али голема, 6-7 души и ја пишувам да биде, да може да се постави на секој театар на Балканот. Универзално приказна. Тоа е вака, официјално да најава. Ке му убиеш жена ми сега кога ти дам дома, ама и она не знае. Се шалам. Тој ми е проект и тој ми е као некое животно дело, си го рачунам. Паралелно со ова, што ќе излезе побрзо, драмава или животинската фарма? Не знам. Не знам, од инспирација зависи од Имаш дедлайни? Не. Видим, ја обично или октомври или ноември вадам книга, 5 години поред. Значи, дедлайн е 1 година за нешто од тие две. Тивам Штркот плаче. Торонто Експрес. Плаче за филмче. Плаче. Тоа е... Дури се разработени сцените. Како? И сториборд има. Разработени се и сцените. Тоа плаче, за тоа карта се купува. Да. Пошто македонски филми идат на премиера со гратис карти и после никој не иде у кино да го гледа. Милчо Манчевски Кутрион снимил филм тамо, она на промоција врие. Следниот ден на проекција никој кој ќе даде карта тоа да го гледа човек. Уметнички филм. Ама окей, тоа е тоа, толку е нивото. Ама ова ни треба. Тоа србите го имаат, например, со филмови, као Парада, као Ми нисмо анџели. Човече, тоа се филмови и се смеша, има и кај дејство. нас може Дарко Митревски да направи такво нешто. Дарко си замина за знам, Лос Анџелес. Одавна си замина. Ама тоа е едини кој може, знаеш, исто, како ти кажам. Балкан Кан. Тоа е мајндсетот ми е... Од Викенд на мртовци до Балкан Кан нема. Балкан Кан е следното што било од, ајде да речем, поп филм. Тоа е. Па затоа ти кажам, он е едини за мене. И го направи трето полувреме, кој па испадна неподобен. И рече, дечки, thank you. Балкан Кан за мене е маратонци, македонски маратонци, како ти кажам. Да. Ама тоа се супер работи, тоа покажува дека има луѓе со дух. И дека ни фали сценарија. Ова ни фали. Тоа е, Холивуд е жеден. Јас само знам двајца кои вака, ти си едниот, вториот кој може вакво, а не пишуе, ѓубрето, Трендо. Трендо ако земе да пише, све ќе згази. Знам. Само ако му ги прочиташ колумните и викаш со овие реченици, книга, па тоа ќе раз... Ама не. Знаеш како, од сите херои што ги имам у животов, само он не беше сега на промоција. Добро, он не се појавува нигде. Беше пред 2 години на Джаве живиш у Скопје, дојде. Дојде? Дојде, да. Добро, баш ми и мене ми израдува, али сега дојда на промоција луѓе што стварно треба да бидат рол модели, треба да бидат узори, модели на македонци. Знаеш како, јас викам, ке се појави девојче некој, значи поише сака да може со гзот да се тресе како Теа Тајровиќ, него да може да пише како Ерол Ризаов. Како да ти кажам. Значи тоа е македонското. Ние немаме нова генерација на новинари.
Кристијан Ландов, здраво, толку, ништо нема. Немаме, знаеш дека немаме новинари веќе. Тие се изумреа као сорта, као врста изумреа. Одлично. Така е. Сори, али ќе ти кажам одлично. Ќе се појават подкастери, Ако. од тие подкастери ќе произлезат нова генерација. Да бе, со нов малце канал на поинак. комуникација, јасно. Кој не следеше што се случува на Твитер, сега X, ќе Да. му стане јасно кои се највлијателните новини. Ниту еден не е во мејнстрим медиум. Да. Битен новинар во свет ниеден не е во мејнстрим медиум. Сите соло си тргна. Да. Затоа што од таму ќе се изроди нешто ново, нешто добро. Така е, така е. Никола Младенов е најдобриот новинар на сите времиња во Македонија беше. Он немаше провокација да е новинар. Он немаше новинарство. Добро. Па не, више не ни постоја, мислам, тој факултет. Ама денеска му вика, и ден денеска викаат, види, што имаш ти завршено. Ама не може, види, новинариве се најслабо платена категорија у Македонија, знаеш. У КАМЗ имаат поише плата него новинарите. Дечки, рековме за мене нема да збориме вечерва? У реду е, готово. Не збориме за новинари, за писатели. Тоа е точно. У КАМ земаат поголема плата од новинарите. Тоа нигде у свет го И тоа нема. новинари со 25-30 годишно така, искуство. така. Така. И затоа подкастот ќе си дојдат нови луѓе, ќе си прават. Дали ќе бидат добри новинари или не знам. Еве го сега е Лазаров. Колку ќе трае, дали ќе трае, дали Тоа е за добар, друга не е публика, добар. знаеш, он не може да креира мислење. Али, ама премлад е за да креира мислење. Не може, Но не. привлече огромна публика. Тачно. Епа, додека не. Ја истото му го реков. Дор не седнеш ти сам 2 сати да им збориш и да им го држиш вниманието и да не гледаш колку ќе имаш ред. Се додека ти треба интервју, се додека ти треба туѓо мислење. Млад не у година, него млад е. Млад е и може да еволуира. Да, ме Тоа потсеќа е на Горан Михайловски 903-та, како беше. Тоа е тоа. 903. Тоа е новите предгодини. Ама ќе созрее. Ќе останеш ли у Македонија? Па ќе останам, ама кидам така на 2 месеца, 3 годишно. Тоа е планот. Каде? Па ке деца у Канада. У Канада. Зимно време не идеш пред тоа. Не. Мада види, зимите убави се тамо. Да? Сегде е топло, нигде не ти студии, као овдека. Околу Онтарио е окей. Па, не е страшно, види, као што иде глобално затоплување, све подобро и подобро место за живење станува. Ај се надевам дека последниве месец дена убаво ќе ги поминеме и покрај овој поларен бранш што не очекува. Така е. Добро. Тоа е, Јанко, фала многу. Добро, ајде че муабетот. викаш фала. Има уште време? Имам уште саат време, можеме да тераме муабет, ама дефинитивно, знаеш што, ќе ме натераш, ќе го земам целово интервју, ќе го ставам на вештачка интелигенција и ќе му речам, генерирај ми од све што правевме муабет, ново интервју со Зов. Ајде да видиме што И ќе да ги видиш што слушам. ќе биде. Ти благодарам многу, ти честитам на успехот. Нема книжарница каде што книгава не ја видов изложена меѓу најпродавени како бестселер и направи една турнеја, бе, и народов не им се дешава многу Ајде, многу бе, ќе затер, ги твој израдуваш. ќе отидам, стварно затер твој. Од кај беше бендот? Од Кочани. Отидете у Кочани со бендот, бе. Топ ќе биде. Готово, Абе, дил. така се прави. Дил. Ќе ти Така праќам се прави. слика од секој град. Ја ќе објавувам слика секогаш кога ќе ми пратиш. Фала. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше Зоран Спасов Дзов, писателот на повеќе многу популарни книги и последната негова книга која ја промовираме И јас сум Сирма. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.